Цивил медија. Каков е моменталниот воздух во Битола и што прави општината во однос на тоа? Битола е се уште една од најзагадените општини во Македонија и не би рекла дека не зборуваме. Ние како советници во Советот на општина Битола на неколку пати сме го покренале ова прашање, меѓутоа гледаме дека некако локалните власти се глуви во однос на истото. Како пример ќе ви кажам, во изминатите 3 месеци, август, септември и октомври месец, PM частичките се дозволени до 50, меѓутоа во општина Битола ние во тие изминати 3 месеци не сме имале зелени денови, односно во месец септември имало 5 зелени денови, а нели зборуваме за месеци кога нема греење кај локалното население и тоа ги побива фактите со кои се тврди дека најголемото загадување е од грејните тела на домаќинствата. Би сакала да нагласам дека овие податоци се врз база на две мерни станици во Битола, Битола 1 и Битола 2, меѓутоа едната од нив која се наоѓа во центарот на градот не работи скоро од околу 20 септември па наваму. Како советници реагиравме и пуштивме барање до Министерство, меѓутоа немаме информација. Исто така побаравме Советот да ја задолжи градоначалничката и да се превземат било какви мерки да се санира мерната станица. Во поглед на тоа што прави општината, не можеме да се пофалиме, бидејќи во изминатата година, откако имаме промена на локалната власт, мислам дека нема ни краткорочни, ни долгорочни мерки кои се превземаат во врска со загадувањето. Гледаме дека имаше некоја најава за гасификација на општина Битола, меѓутоа колку што ние сме известени, дури и владата го стопира тој проект, така да долгорочна мерка најверојатно во наредните 3 до 5 години, тоа е мое согледување, нема ни да има. Во поглед на краткорочните мерки, се она што беше најавено од општината, пример имавме еден проект 3000 садници, ние сме сведоци како битолчани дека не 3000, туку повеќе нема ни 3 живи од тие садници, така да тоа е пропаднат проект на општината и сметаме дека не само што, како што рековте, не се прави ништо, туку буквално ништо не се прави во поглед на обезбедување подобра животна средина во градот. Исто така, сакам да нагласам дека општина Битола е рекордер во заболени од малигни неоплазми и сметам дека како град, како совет, како локална власт, како се она што представува лобирање на централно ниво, треба многу повеќе да се направи и да се покрени некаква било каква иницијатива. Како советници ние имавме неколку иницијативи, од кои најгромогласно одекна таа со која бараме во најмала рака субвенционирана струја за општина Битола, меѓутоа ништо од тоа не помина, ништо од тоа не се разгледа и сите наши предлози беа одбиени без разгледување и без никаква јавност на истите. По поглед на депонијата Мегленци, пред некое време, скоро можам да кажам слободно 30 дена, можеби повеќе, депонијата гореше. Како совет, како град, како битолчани, ние не добивме апсолутно никаква информација официјална, кој ја запалил, зашто горела, што имало на неа, кога горела. Мислам дека во најмала рака заслужувавме информација и сметам дека ниеден град не смее да дозволи долготрајно горење на депонија. Дали тоа се осеќаше? Се осеќаше, видете, во Битола сега во моментот додека ме снимате има сонце и никој не зборува за загадувањето. Во моментот кога нема сонце, небитно дали е топло или е ладно, Битола е загадена. Цивил медија.